Власта ја користи секоја можност да ја обвини опозицијата зошто не дава поддршка за уставните измени и го блокира патот до Европската Унија. Секогаш кога сакаат да извршат притисок да го исполниме она што им го ветивме на Унијата и Бугарија без консензус, обвинуваат дека ќе останеме заглавени поради така наречените темни анти-ЕУ сили и ќе останеме далеку од европските фондови. Но и да се спроведат уставните измени, тоа не значи дека Македонија веднаш ќе влезе во ЕУ и веднаш ќе дојде до европски пари. Ако сакаме помош и поддршка од Европската Унија, потребни се корените реформи. Извршниот директор на Евротинк е дециден. Уставните измени се услов за втората меѓувладина конференција, но отворањето и затворањето на поглавјата, низ кој процес исто така ќе имаме пристап до европски фондови, ќе оди рака под рака со борбата против корупцијата. Затоа, вели Димитар Николовски, потребна е политичка волја и храброст да се справиме со криминално-коруптивните структури. Ова едноставно кажано, значи дека ако не испорачаме реформска агенда, нема ни да добиеме европски пари, што по автоматизам ја демантира тезата на власта, дека уставните измени ако не поминат, ќе ни секнат и предпристапните фондови. Сега тоа што е интересно за нас во овој период е новиот план за развој на Европската Унија, особено за Западниот Балкан, кој ќе биде поврзан со реформите, тоест ќе биде условен со реформите. И во однос на овој план, секоја држава ќе треба да подготви една своја реформска агенда. Во однос на овој план, тука сигурно ќе влезат кај нас, ќе мора да влезат одредени реформи кои се однесуваат на правосудството, на борбата против корупцијата и организираниот криминал, што се најголемите проблеми. Според Малинка Ристеска Јорданова од Институтот за европска политика, условите под кои што досега ја користевме помошта и условите во новиот план за раст на Западен Балкан се различни. Сега е многу поизразена условеноста во овој инструмент за државите од Западниот Балкан. И таму точно се напишани условите да се демократијата, владењето на правото и така натаму. Меѓутоа не е само тоа, туку е врзано со еден нов документ, реформска агенда, која што треба да се владата. Уставните измени за сега не би требало да бидат пречка. Во врска со оваа помош за Западен Балкан од Комисијата се очекува да биде објективна во однос на подготвените реформски агенди и да ги земе предвид заложбите на земјите во борбата против корупцијата, криминалот и заложбите за владење на правото. Ова не и оди во прилог на Македонија во моментов, бидејќи како земја, односно институции, стоиме слабо во борбата против корупцијата. Уставните измени. Значи, тие во моментот не се никаде изрично напишани како некаков услов. Меѓутоа, во оној момент кога тие ќе станат дел од нашите национални планови, например патокази и така натаму, понатаму може да се создадат услови тие да бидат дел за користење на идни фондови. Факт е дека кога еднаш ќе помине целата процедура, имплементацијата на овие средства има комисијата. И од комисијата би требало да се очекува објективност и низок ниво на политизација. Преку инструментот за предпристапна помош, достапни се грантови за сузбивање на енергетска криза, макроекономска помош, поддршка за мали и средни компании, проекти во образованието, здравството. Власта во последниве месеци се почесто ја употребува реториката дека доколку ги спроведеме уставните измени, пристапот до европските фондови ќе се зголеми за 11 пати, мислејќи веројатно дека би влегле во Европската Унија само со уставните измени и заборавајќи на домашните задачи како борба против корупцијата, сузбивање на криминалот и еднаш за секогаш реформирано судство.